Добар ден. Груевски и ВМРО ДПМН, скриени позади соопштение, синоќа конечно малку се охрабрија и признаа. Инвеститорот, мултимилиардер Субрата Рој, бил наводен. Отидоа дотаму што тврдат, замислете, дека како влада никогаш не рекле дека индискиот партнер кој им заврши во затвор поради криминал, ќе инвестирал во Македонија. Тој партнер кој наводно ја избра Македонија за инвестициска зона, оти тука немало корупција. Тој, на кого му дадоа плодна земја, речиси за без пари, плажи и води заштитени од ЮНЕСКО, за кои што менуваа закони. Свежи се сликите со прегратки на Груевски и Ставревски со контраверзниот Субрата Рој. Но, еве и документи за подсетување на она за кое што се лажат дека може да се заборави. На 30 јануари 2014 година стенограмски забелешки од седницата на Собранието на Република Македонија. Прашавме, каде е помпезната инвестиција најавена во 2013 година за 4 одвоени крави за фарми, климатизирани, со механичко молзење, каде се 20.000 крави, каде се 2.000 вработувања, бидејќи за таа заорена бразда на Ставревски има само трње. Тогашниот министер за земјоделство во владата на Груевски рече дека едно било што се гледало од страна, а друго што на вистина се случува и тврдеше дека е во тек најинтензивната фаза на почеток на реализација на проектот. Еве и други стенограмски белешки. На Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство одржана на 24.7.2013 година. Прашавме како од пријавените 30 фирми на јавното надавање победила баш фирмата на Субрата Рој. Почетна цена била 120.000 евра и индиецот ја добил токму за 121.000 евра. Представникот на владата убедуваше дека други понуди биле неприфатливи, дека бизнис плановите не биле во согласност со стратегиите на владата. Плановите на Субрата Рој биле во согласност со очекувањата на владата. На истата седница укажавме дека над 5000 хектари непроценливо плодно земјоделско земјиште буквално му се подарува на индиецот, бидејќи Субрата Рој ја добива земјата од Џумаилија за само 120 денари по декар. Укажавме и дека околу 400.000 евра субвенции од државата за Рој ќе значи покривање на неговата обврска за концесија од 120.000 евра и дека дури владата ќе му исплати 280.000 евра од буџетот на Република Македонија. После пресудата на Врховниот суд на Индија, кој што побара да му се замрзне целиот имот на Субрата Рој, пак прашавме зошто индиецот е се уште најпосакуваниот инвеститор за владата. Апелиравме дека со величање на Субрата Рој Македонија го губи сопствениот углед и кај странските, но и кај домашните инвеститори. И што се случи наместо да се раскине договорот и тога штетите да бидат помали? За Субрата Рој дури се смени и законот за државјанство на Република Македонија, за да еден од неговите синови добие државјанство на Република Македонија. Да не зборуваме за дадените километарски плажи од Охридското езеро, па дури и дозвола за градење во водите заштитени од ЮНЕСКО. После сето ова, Груевски и Ставревски немаат право да се кријат за соопштенија. Треба да излезат и јавно да соопштат колку ја чини Македонија нивниот бизнис договор со Субрата Рој и лично да ги поднесат сите трошоци за тоа како што велат наводниот инвеститор. И конечно, дали епизодата наречена Субрата Рој
во себе не содржи заднина, некој друг да може непречено да го приграби Охридското крајбрежје. Благодарам, поведете прашања. Покривање на штетата банкарската гаранција 3 милиони. Прво треба да ни ја соопшта штетата. По наши проценки и не по наши, по она што во јавноста беше достапно, зборуваме за повеќе од 10 милиони евра штета. Што директна, што индиректна. Може, секогаш. Се појавија на порталите на господин Заев не бил даден рок 3 дена да ја соопшти бомбата, затоа што пратениците ќе се пришманени и ќе се врати на Украина. Попрецизно на кои портали само ако сакате. Не сум прочитал. Например, добро, и на телевизија Алфа да вечер информација. Значи, вчера кажавме во врска со статусот на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата. Во последниве 6 месеци се појавива безброј безобразни шпекулации, а ние сепак обстојуваме. Ова што вие го прашувате, а што го пренесуваат известни медиуми во Македонија, не е ништо освен безобразна шпекулација. Благодарам.